Добродојдовте во нашиот подкаст Младите се иднината. Во денешната подкаст епизода го имаме за гостин Александар Ортаковски, моден дизајнер на нашата македонска сцена, па денеска би сакала малку да поразговарам со Александар за тоа како се однесуваат битолчани кога е во прашање модата. Здраво Александар, мило ми е што си денеска мој гостин. Здраво, председно големо благодарам за поканата. Навистина ми е исклучително драго кога сум дел од еден ваков формат кој што ги става пред се младите. Јас би сакала да те прашам најпрво што е она што ги одделува битолчани како, да кажам, едно општество од останатите градови кога е во прашање модата, дали тие можеби претеруваат во нивните модни избори или стилови, како би ги коментирал ти нашите сограѓани? Па искрено, може би звучело малку локал патриотски, мислам дека кога би ја зеле цела Македонија вака на мапа, Битола е еден од најдобрите градови кои се работи за тоа. Може би затоа што битолчани знаат да негуваат стил, што мене лично многу ми се допаѓа, бидејќи модата е нешто што нели го работиме во нашата сфера, меѓутоа модата е тука да биде патоказ и да ти даде на насока како да се облекуваш, меѓутоа модата не е никогаш за слепо да се следи. И мислам дека во Битола тоа е нешто што е пракса и можеби од таму ми да речеме инспирацијата од мал, нели, широк сокак една модна писта. Супер, бидејќи кажа дека од таму ти е инспирацијата која што доаѓа сигурна сум од ранната возраст. Би сакала да те прашам како ти стапи на сцената, како ти влезе во пазарот на модата, да кажем, во Македонија и во Битола, и што беше она што ти представуваше најголем предизвик по патот кој го одеше? Па, јас со мода се занимавам по најмала возраст, значи, иако никој не знаеше за нештото, едноставно, уште како мал некако бев со таа мисла дека сакам да направам нешто како што е таа брендот, за да можам да почнем јавно да го работам, иако нели позади кулисите, во склоп на фамилијата и најблиските сите знаеш што работам и со што се занимавам, нели покрај архитектурата која ми е првична професија. Кога го започнав таа, целта идејата првично беше само да можам јавно да го работам она што го работев без да го знаат другите. И некако тргнав без некои големи очекувања. Целта ми беше да можам мојата креативност да ја прикажам на јавноста, да можам да ја споделам со пошироката публика. Добив неверојатно голема поддршка, да речем, и од познати, од непознати. Некако многу брзо се крена фама, можеби неочекувано, што ми е драго во секој случај. Како те критикува останатите, да кажам, на твоја возраст? Како беше тоа прифатено од јавноста, твоите модни дизајни, нели малку се специфични, па како се тоа беше прифатено од јавноста и од твоите врсници, така? Беше многу добро прифатено. Пак ќе кажам на моја голема благодарност и голема радост, беше многу добро прифатено. Моите дизајни се специфични, се посебни, јас и се трудам и работам на тоа. Едноставно не ја гледам модата како нешто кое што треба да се репродуцира, ја гледам како место каде што ние треба да приложиме нешто што е ново, нешто што не е видено, нели да размислуваме за 22 век, не да останеме во она што сме или да се вратиме на нешто што е назад. Можеби доколку би почнал на некоја помала возраст, можеби повеќе би гледал, да речам, на тие позитивни и негативни критики, ако дефинитивно сега, откако го имам брендове веќе година и нешто, мислам дека, да не се лажам, али 90% се позитивни критики, што ми е исклучително драго. Нели сите ние понекогаш имаме свој идол од кој ги црпиме нашите инспирации, мотивација за понатамошна работа, нели превземаме некои малечки идеи кои што можат да ни послужат во она што ние го правиме, па баш ме интересира од каде ги црпиш ти твоите идеи, можеби е тоа некаде од некоја странска држава или некое место кое што не е од Македонија, бидејќи нели твоите модели се специфични. Искрено инспирација може да се најде сегде. Јас секогаш кога разговарам на тема инспирација, со кој да разговарам, кажувам дека има моменти каде што може инспирацијата да дојде во 2 секунди. Едноставно, не знам, во текот на ноќта се разбудиш да имаш идеја. Многу зависи за што работиш, дали работиш колекција, дали работиш custom made дизајн. Инспирацијата сум ја црпел од најразлични извори. Некако можеби благодарение на тоа што се занимавам со архитектура, архитектурата многу ми е голема инспирација и покрај архитектурата и уметниците, значи познати уметници, познати уметнички дела. А кога се работи веќе за модниот свет, мислам дека можам да најдам инспирација во повеќе, да речам, дизајнери кои што се веќе нели етаблирани, меѓутоа мислам дека најголема инспирација и мој вечен идол лично е Карл Лагерфелд, покојниот Карл Лагерфелд, кој што засега барем мислам дека е незаменлив во светот на модата.
Бидејќи ја спомна архитектурата, која е она тесна поврзаност помеѓу модниот дизајн и архитектурата? Како ги поврзуваш овие две сфери? Па од секој сум се занимавал со уметност и било каква уметност и да е, исто така гледам и на архитектурата и на дизајнот. Архитектурата и модниот дизајн се применети уметности. Во двете се бара многу креативност, се бара идеја, се бара нешто свежо, нешто ново и некако, да речем, ми помагаат на некој начин. Модата ми е инспирација во архитектурата во модата и некако наоѓам еден баланс и мислам дека тоа добро оди. Би сакала исто така да те прашам, ете вака да ни дадеш совет како еден моден дизајнер, нели човек некогаш си купува некои парчиња облека и едноставно не може да се сноси со самата, односно не знае како да ги носи, да ја носи самата облека, како да се однесува, нели? Многу е битно во модата кога нешто, кога некој стил ќе одбериш да го носиш или да го практикуваш понатаму, треба да знаеш како да се носиш со самиот стил. Што ќе им препорачаш ти на младите, како да го изберат тој стил, како да се носат со самиот тој стил кој што го избрале? Точно. Прво, стилот не е нешто што можеш да го одбериш. Сега во моментот е автоматски да бидиш ти тоа. Стилот, посебно во младите години, е нешто што треба да се пронајди. Нешто кое што одзема време, кај некој повеќе, кај некој помалце. Како што и секојаш нели кажав и на почетокот, едно е мода, друго е стил. Добро е кога модата ни влијае во стилот, добро е кога ги пратиме трендовите, меѓутоа мора да пронајдеме што нас ни одговара. Младите луѓе, за жал, во денешно време се повеќе се заслепени од тоа што го гледаат, социјалните мрежи му диктираат. Едноставно тој го гледа или таа, без разлика, дали се зборуваме нели за машки или за женски, кој ќе види нешто на интернет и автоматски смета дека тоа е убаво. Мора да се пронајдеме што нас ни се допаѓа, што нас ни седи, во што ни убаво се чувствуваме. Облеката едноставно е тука да не направи да се чувствуваме подобро. Облеката не е тука да не направи да се чувствуваме сигурни, да не направи да си најдеме повеќе мањи од она што сме си нашле претходно. Едноставно треба да не направи да се чувствуваме подобро во сопствената коша. Така, колку блогерите или инфлуенсерите им помагаат на младите во избирањето на нивниот стил? Искрено мислам дека е дискутабилна тема, бидејќи би ги поделил. Јас сум, да речам, некој што ги прати, сепак, нели, тоа е во моја сфера, меѓутоа мислам дека постојат и такви кои што влијаат лошо на младите и такви кои што влијаат добро на младите. За среќа, кај нас во Македонија, повеќето, барем јас кој лично ги познавам, се од исклучително добро влијание на младите. И мислам дека нели треба пред се самиот човек, посебно нели тинеџерите кои што се нели најголема таргет група на инфлуенсерите и блогерите, мора сами да проценат што е добро и што не е добро од она што го гледаат и едноставно да сватат дека не се што е популарно на социјалните мрежи е нешто што треба да го следиме и нешто што е добар пример. Кажи ни, Александар, кога човек нели станува на сабајле и се гледа во огледало, често не може да си ги прифати некои своји мани. Нели сите имаме некои мани и комплекси кои што потекнуваат уште од раните години, ги влечиме со себе. Која би била она техника или да кажам стратегија која што треба да ја практикува секој млад човек, не ставаме возраст моментално во муабетот, но како би требало да се осеќа човекот кога се гледа самиот себе си во огледало? Нели тоа е едно од најзначајните работи кога е во прашање прифаќањето на надворешното, односно материјалното кое што го поседуваме. Па нели, психичкиот дел е многу битен елемент и баш затоа сметам дека модата и самото облекување е многу битен момент. Треба да сме свесни за своите мани, треба да сме свесни за своите позитивни страни, треба да се потрудиме да најдеме начин како да ги стакнеме позитивните и да ги скриеме оние кои што нас ни сметат. Иако можеби тие се некои ситни кои што никој друг не би ги заприметил, меѓутоа нас лично ни сметат, ние знаеме дека знаеме. Едноставно ние си ги гледаме како мани, иако тоа не мора да значи совршенство не постои, не треба да постои, убавината во несовршенството, јас се водам по таа мисла. Едноставно треба да си ги стакнеме позитивните страни, оние кои што ние си ги бендисуваме кај нас самите, доколку нели нормално дека не секој има идеја што треба да истакни, што не треба, затоа сме да речам тука ние што работиме во таа сфера е слободно да побарат помош, да побарат мислење од некој што е постручен во таа сфера и мислам дека нели со добро облекување, со добро стилизирање секој човек може да изгледа. Дали младите можат да те контактираат во секое време
и дали си ти достапен во секој време за нив, доколку има потребен некаков совет во врска со модата? Дефинитивно, јас сум достапен за секој и за тие што ме знаат и за тие што не ме знаат. И ми е навистина исклучително драго кога ме контактираат и се случувало тоа и претходно, еве сега да речам и со матури и со сите тие збиднувања кои што му се најбитни нели на младиот човек. Јас сум секогаш тука да помогнам, секогаш да дадам совет затоа што нели тоа мене тоа ми исполнува, едноставно тоа е работата што ја сакам и сум тука за секој. Значи, внимателно со избирањето на стиловите и внимателно како ги носите модните парчиња кои што ги гледате на интернет. А Александар, за крај би сакала да те прашам, што ти во овој момент би им препорачал на младите, така една мисла? Следете си ги соништата, немојте никогаш да се откажувате од тоа што го сакате, некогаш не треба да се слуша и она што ви кажува околината. Бидете своји и следете ги своите соништа. Јас ти благодарам за твоето присуство и гостување во подкастот Младите се иднината. Се надевам дека ќе имаме и понатамошни соработки, се надевам дека ќе можеш и натаму да се пофалиш со нешто ново. Ти благодарам и тебе и се надевам се гледаме за убави настани.